Помина речиси 20 на години како крстарам низ Струмичкава регија, каде што во изминативе 2 децении направив документарни записи за речиси 40 на струмички села од вкупна 73 села, каде што мештаните ми го раскажаа минатото на нивните родни места, надополнети со веродостојни сведоштва, материјални артефакти и пишани документи со кои располагам копајчи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова околија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етнографијата, за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени во овие документарни записи, да вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Ете како што вели народот, Господ милуваше на сам ден на Ѓурѓовден да го посетам селото Пиперево, мештаните по потекло од ова село, да ми ги раскажат многуте приказни, преданија, легенди, митови за ова село, кои што им ги раскажувале нивните дедовци и баби, кои се дел од историското битисување на ова денешна урбана населба, воедно да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурното и историското битисување на ова село, да ги подкрепам и со старите адети и обичаи за Ѓурѓовден, чии адети и обичаи денес се преточија во традиција, иако малку модифицирана, поточно речено прилагодена на современиево наше насушно. За селото Пиперево тргнав со мојот стар пријател и сопатник со мојот џип, со камазот, во раните утрински сати, некаде во предпладневните сати пристигнав во селото Пиперево, поточно насред селото, каде што ме пречека мојот долгогодишен пријател Митко Капетанот, заедно со мештаните од ова населено место, кои привршуваа со празничните подготовки во чест на нивната селска слава посветена на Свети Ѓорѓи, меѓународно попознат како Ѓурѓовден, заедно со професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите географи, историографи и етнолози, не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современиево наше насушно, кој беше дојден во нова истражувачка мисија во Струмичкава околија. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги посетувам нашите убави македонски села. Ете, според Господовото провидение, денеска се наоѓам во Струмичкото поле. Денеска се наоѓам во општината Василово. Поточно речено, денеска продуцијата Марија Филм намина во село Пиперево, по покана на мештаните до ова село, да наминам во ова село, а мештаните да ми ги раскажат многуте приказни за историското битисување на ова село и тоа и покание да наминам на сам ден на Ѓурѓовден, празникот каде што во минатото овдека во ова село, а и во другите села ширум Македонија, тогаш за Ѓурѓовден се занишуваа на Молцаковниот двор и младите бејчари и младите моми се занишуваа според старите адети обичаи да се обележи празникот, се обележи славата, а и така речом наминав во ова село, како што напоменав, сите оние приказни кои што мене ќе ми ги раскажат мештаните до ова село, да ви ги пренесам во оваа репортажа со работен наслов Селото Пиперево во Струмичката околија. Откако така да речам, со мештаните од ова населено место, си сторивме здравоживо, не заморија,
најсетне ние ним да им ги раскажиме нашите досегашни истражувања за православно-христијанскиот начин на живење, не само на мештаните од ова село, туку ширум Струмичкава околија, копајчи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да не ги раскажат многуте приказни за старите ѓурѓовденски адети и обичаи, кои во ова село се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои, пред да ви пренесам поголем дел од документарниот запис за ѓурѓовденските празнувања во ова село, поточно речено од ѓурѓовденските адети и обичаи, кои во ова село се пренесуваат од колено на колено, генерација на генерација, чии адети и обичаи се преточија во малку модифицирана традиција, поточно речено прилагодена на современиево наше насушно, предлагам да ги проследите до сегашните истражувања за православниот христијански начин на живење, не само на мештаните од ова село, туку од мештаните ширум Струмичкава околија, копајчи низ македонскиве и балканскиве архиви, на професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите географи, историографи и етнолози, не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современиево наше насушно, во продолжение на оваа репортажа. Религија е поим што некогаш се користи како синоним за вера, се определува како верба во нешто надприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и установи поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го определуваат поимот како целосна сума на одговори, дадени како објаснување за врската на човештвото со Вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Може да се дефинира и како друштвена појава, која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие, односно со Бог, Божество. Поимот религија се врзува со латинскиот збор, односно глагол религиере, што значи да се поврзе, а за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактанци во 4. век, говорејќи за врската на човекот со останатите други битија и со Бог. Постојат три основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се субјективен пристап, објективен пристап, субјективно-објективен пристап. Од гледиште на објективниот пристап, религијата не може да се гледа како секоја друга појава. Додека според субјективниот пристап, религијата постои засебно во однос на останатите работи. Според третиот став, не може да се порекне субјективното, ниту пак објективното, бидејќи религијата е синтеза и на објективното, и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината, целта на постоење на сепостоечкото, а исто така, религијата подразбира и одредени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби, кои се изведуваат на посветени места, односно во одредени институции, цркви, џамии, синагоги и храмови. Постојат три основни групи на теории на религијата. Религијата е изум на една, обично владеачката, привилегираната група на луѓе, како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница, како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова волја и дека човекот, како човечко суштество, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди, а во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите,
громовите и слично. Според горе наведената теорија, човекот дошол до идеја за постојање на виша сила која влијае на истото. И на тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да им оддаде чест со молитва и жртвување, што е одлика на природните религии: анимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфункцијанство и мухамеданство. Според втората група на теории, религијата е трајна екзистенцијална одлика на човекот, а според оваа теорија човекот е во комуникација со Бог уште од своето постоење, кој во текот на историјата привремено го изгубил, паѓајќи во паганство кое повторно се воспоставува со откровението Божјо, откривање, односно јавување во светот, и како откриени религии се сметаат јудаизмот и христијанството. Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверија, која произлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Ерих Фром смета дека на почетокот од човечката историја, иако бил исфрлен од првобитното единство со природата, човекот продолжил да се држи до тие примитивни врски, тоест преку врските со природата човекот ја обезбедувал својата сигурност. Токму примитивните религии, во кои човекот сочувствува со растенијата и со животните, го отсликуваат неговиот стремеж да го одржи единството со природата. Од тука, во првобитните религии, животното е преобликувано во тотем. Човекот носи животински маски при религиските свечености, а човекот го обожува животното како Бог. Во подоснежните фази од историскиот развој, кога се развиле занаетчиската и уметничката вештина, кога човекот повеќе не бил зависен од даровите на природата, тој ги преобратил производите на својата рака во божества. Во оваа фаза човекот ги обожавал предметите изработени од глина, сребро или злато. На тој начин, човекот ги проектирал своите сили и способности во предметите што ги изработил. Тоест, своите творби ги обожавал во оттуѓен облик. Најпосле, во уште подоснежната фаза, човекот им дал на божествата човечки лик, а тоа се случило кога тој станал уште посвесен за себе, тоест кога открил дека тој самиот е највисокото и најблагородно нешто во светот. Во оваа фаза, обожувањето на антропоморфниот Бог има две димензии. Едната се однесува на женската или машката природа на боговите, а втората на степенот на зрелоста кој го достигнал човекот. Во оваа фаза од историскиот развој, најпрвим постоела матриархална фаза на религијата, во која највисокото божество е мајката, а дури потоа се развила патриархалната фаза, во која се појавил Богот, татко. Постојат два вида на религија: политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување. Политеизмот е карактеристичен за старите, природни пагански религии и тие се повеќе ритуални обредни отколку теориски. Тие не тежнеат кон ширење на разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии се египетска религија, старогрчка религија, римска религија, одинизам, а и речиси сите народи на територијата на Европа пред да го прифатат христијанството, исповедале различни пагански, природни, политеистички религии кои денеска се исчезнати, со исклучок на хиндуизмот и племенските религии на тлото на Африка. Христијанството му е објавено на светот преку црквата и како црква. Црквата е неделива од личноста на Господ Исус Христос. Таа беше во Христа и собраните околу Него, тогаш кога Господ Христос беше на земјата, но и по славното вознесение Христос остана со апостолите и верните во црквата. Со тоа,
тој на таинствен начин го исполни завештанието кое им го даде на своите ученици. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За некои, црквата е само храм во кој се извршуваат богослуженија, други под неа ја подразбираат само црковната епархија, а некои пак црквата ја сметаат за една од институциите во општеството. Не е лесно да се даде прецизно богословско одредување за црквата, зашто ниту во новозаветните списи, ниту во светоотечката литература не постои една исцрпна дефиниција. Свети Никола Кавасила, големиот православен мислител од 14 век, во своето дело Живот во Христа, во духот на големите црковни отци пред него, ја избегнува дефиницијата за црквата, но истакнува дека ако некој сака да ја види црквата, треба да види не нешто друго, туку светата Евхаристија. Откровението на црквата, според Никола Кавасила, се наоѓа во светата Евхаристија, зашто во неја е присутен Христос и затоа што во неја црквата се пројавува како тело Христово. Затоа и рускиот богослов Алексеј Хомјаков напиша: само оној што ја разбира литургијата, ја сваќа црквата. Правилното одредување на црквата треба да ги опфати сите елементи на нејзиниот живот, во чиј центар ќе биде светата Евхаристија. Од пресудно значење за животот во црквата е секако верата. Таа, според Свети Максим Исповедник, е првиот лек за нашето спасение. Верата се исповеда во црквата при собранието на народот Божји, најпрвин во крштението, а потоа и во Евхаристијата како основна тајна на нејзиниот живот. Да се исповеда верата во црквата, тоа значи да се биде прифатен од неа како заедница и да се постане учесник во целокупниот нејзин живот. Значи, со верата стануваме заедничари Христови и учесници на несоздадениот и божествен живот на Света Троица. Да се припаѓа на црквата, значи да се прифатат етичките правила кои важат за неа. За животот во црквата неопходен е висок степен на етичко однесување, зашто сведочат и житијата на светиите. Етичкото однесување во изворната христијанска смисла е всушност живот со Бога, а не само нормативно исполнување на заповедите Божји. Заповедите Божји треба да се доживеат како патоказ кон вечниот живот, а не како норми или законски обврски кои Бог им ги наметнува на луѓето со цел да ја покаже својата моќ над нив. Сите заповеди, според Христовите зборови, се содржани во двете најголеми Божји заповеди за љубовта, кон Бога и кон ближните. Според тоа, за етосот на православната црква најважна е љубовта, бидејќи таа е темел на новиот живот во Христа. Етичкото однесување и стекнувањето добродетели не треба да се доживеат како цел сами по себе, туку како средство и начин за стекнување на љубовта кон Бога, а потоа во светлината на таа љубов и љубовта кон ближните. Исполнувањето на Божјите заповеди, како внатрешно ткиво на етичкото однесување и до блесниот живот, треба да има нагласен евхаристички карактер и смисла. Исполнувајќи ги само на тој начин заповедите, верните можат да ја доживеат црквата како заедница на Бога и луѓето, во која како смирени работници на лозието Господово ќе остварат единство со Бога, што всушност е крајна цел на христијанскиот живот. Важен елемент во животот во црквата е и нејзиното исцелително дејство. Во црквата луѓето се исцелуваат од гревот, страстите и болестите. Во неа, според зборовите на Свети Кирил Ерусалимски, се лечи и исцелува секој грев. Меѓутоа, треба да се нагласи дека црквата лечи не со она што го има, туку со она што е. Според Свети Никола Кавасила, она во што учествуваме не е само нешто што му припаѓа на Христа, туку тоа е тој самиот. Црквата им го нуди на верните лекот на бесмртноста,
кој според свети Игнатий Богоносец е светата Евхаристија. Во неа, како собитие, заедницата во своите души ги примаме не зраците и светлината, туку самото сонце, тоест Христа. Затоа, и учеството во литургијата подразбира учество не на одвоените единки, туку на сите верни кои ја сочинуваат заедницата на светите во единиот свет, Господ Исус Христос. Карактеристично обележје на црковниот живот е проповедта. При вознесението, Господ Христос на апостолите им дал заповед да проповедаат по сиот свет. Одете и научете ги сите народи. Проповедта е предуслов за верата и познавањето на Господа Христа, зашто како ќе го призоват оној во кого не верувале, како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле, а како ќе чујат без проповедник. Важноста на проповедта ја нагласува свети апостол Павле кога вели: ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Смислата на проповедта на Словото Божјо е во единството на верните со Господа Христа, односно со Бога во Христа, што и треба да биде содржина на проповедта. Заради тоа, нејзиното место во литургијата е веднаш почитањето на Евангелието, кое ги воведува верните во единство со Словото Божјо, а ова единство во потполност се остварува во светото причестување, во заедницата со телото и крвта Христови. Сите наведени елементи на животот во црквата доаѓаат до целосен израз во Евхаристијата, која е тајна на единството на Бога со народот негов и во која се согледува суштината на црквата и вистинското назначение на светот. Суштината на црквата не е во тоа да пренесе само известни уверувања или идеали, ниту да наметне одредена дисциплина, ни да ги подобри условите за живот, туку да го објави и даде новиот живот во Христа. Литургијата, како основна тајна на црквата, во овој век ја предочува содржината на животот во идниот век, кога Бог ќе ја открие потполната вистина за себе си. Во Царството Божјо, Бога ќе го гледаме лице во лице и ќе дојде до полн израз нашата вера, етичкиот живот ќе добие исполнување во средбата со владиката, сите достојни се стекнат немирливо здравје, а на сите благовестници јасно ќе им се покаже Господ на славата. Друг критериум за одредување на црквата е дека таа е заедница на народот Божји во Христа. За значењето на заедницата, за христијанскиот живот во црквата, јасно говори една древно христијанска изрека: еден христијанин, ниеден христијанин. Бидејќи црквата е заедница и собир на мнозина или на сите, неа не може да ја сочинува еден христијанин, па нека е и најсовршениот. На суштината на црквата, како собир на повиканите, или поточно на оние кои се одзвале на повикот Божји и кои ја прават заедницата со Бога, укажува етимолошкото значење на грчкиот термин за црквата. На поблиско одредување на црквата како собир на народот Божји во Христа укажуваат и називите кои се среќаваат во Светото Писмо: собор на светиите, тело Христово, Божји дом, заедница на Светиот Дух, а за взаемната поврзаност на Христа со верните јасно кажуваат представите за Христа како лоза и верните како прачки, за Христа како темел и црквата како градба. Во Евхаристијата, како тајна на идниот век, со верата и покајанието, со исполнувањето на зборовите Божји и действителната љубов кон ближните, верните доаѓаат во најприсно единство со Господа Христа. Оваа вистина ја нагласува и свети Иринеј Лионски, велејќи: нашата вера е согласна со Евхаристијата, а Евхаристијата ја потврдува нашата вера. Во литургијата, според зборовите на свети Никола Кавасила, го наоѓаме она што црквата ја прави единствена и потполно различна од сите други заедници во општеството и различна од сите други религии. Светата Евхаристија, како средиште на животот во црквата, има за цел во неа да оствари единство на сета твар со Бога и сиот свет да постане едно тело Христово, црква.
Почитувани мои, пред да ви пренесам поголем дел од документарниот запис за ѓурѓовденските празнување во ова село, поточно речено од ѓурѓовденските адети и обичаи кои се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација во ова село, прилагодени на современиево наше насушно, предлагам да ги проследите досегашните мои истражувања за православниот христијански начин на живење во ова село, воедно и за многовековниот Пиперевски соборен храм, чие име го носи на свети великомаченикот Свети Ѓорѓи во продолжение на оваа репортажа. Селската соборна црква во селото Пиперево, чие име го носи на светиот великомаченик Ѓорѓи, е мощна стара црква, а за тоа говори историографскиот запис посветен на овој многовековен храм, на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во шведски размери, антрополози и географи на 20 век, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен истражувачки труд Селските населби во Струмичката котлина, издадена во Белград во 1955 година, каде што го забележал следново. Втората половина на 19 век за селото Пиперево е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на струмичкиот мудур на башибозукот предводен од Чаја бег од селото Чанаклија. Меѓу првите знаци на обнова на селото е изградбата на селската соборна црква Свети Ѓорѓија во 1868 година. Соборната црква, чие име го носи на светиот великомаченик Ѓорѓија, според архитектонскиот изглед представува трикоравна базилика со полукружна апсида на источната страна, која однадвор е разделена на 8 плитки ниши. Црквата по својата архитектура представува типичен примерок на византиски стил на градба од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија и зидана од делкан бигоров камен. Кронната конструкција е изработена на две води од брестово дрво, порано покриена со доломитни плочи, подоцна со турски џерамиди. Главниот влез се наоѓа на западната страна, а над него се наоѓа ниша со изгравирана фреска со ликот на светиот великомаченик Ѓорѓија, од каде се влегува во нартексот. Доктор Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Струмичката котлина за фреско живописот, кој бил направен во втората половина на 19 век во црквата, чие име го носи на светиот великомаченик Ѓорѓи, забележал. Фреско живописот во оваа соборна црква привлекувала особено внимание како со својата содржајност, така и со естетиката. Зографите не оставиле ниту еден дел од џидовите без украсување. Употребени биле хармонични живи бои со нагласена светла нијанса. Психолошката димензија на ликовите биле благо нагласени, а композициите се одликувале со средна динамика и драматичност, посебно 8 столбови рамномерно распоредени по 4 од јужната и северната страна, во правец од запад кон исток до иконостасот, кои се издигале од подот до сводниот дел на нартексот со по 4 арки украсени со украсна орнаментика, а покрај северниот и јужниот зид се наоѓала од брестово дрво изработена колонада за седење и подпирање на верниците со строг редослед: лево од средишниот дел од иконостасот жените, а десно мажите. Натрешноста на црквата била осветлена со по 2 прозорци на јужната и северната страна. Натрешниот простор на црквата бил поделен на травеи со испуштени пиластри.
Во првата зона на северниот зид, насликани во цел раст биле светителите: свети Меркурија, свети Тодор, свети Пантелеймон, свети Кузман и свети Сава. Во втората зона, светителот свети Илија, сцената каменувањето на свети Стефан и сцената жртва Аврамова. На сводот од главниот кораб на северната страна се наоѓале композициите: Христос пред Пилат, бичувањето Христово, патот на Голгота, носење на крстот, распетие Христово, оплакувањето Христово, слегувањето во пеколот и воскресението Христово. Во втората зона од северниот зид, насликани во цел раст биле светителите: свети Јован Златоуст, свети Григорий, свети Атанасија Александриски, свети Василий Велики, свети Никола и свети Кирил Александриски. На северниот зид, насликан во допојасна представа, бил пророкот Мојсей, а во цел раст пророкот Арон. На северниот зид, веднаш до олтарот, во целосен раст се наоѓала сцената на светителите: Евстасий, Христофор, Трифун, Ананија, Азареј и Мисаил. На северната страна, на северниот зид, насликани во цел раст биле светителите: свети Димитрија и свети Ѓорѓија. На целата површина на западниот зид се наоѓала композицијата Страшниот суд. Во првата зона на јужниот зид насликани биле неколку сцени од животот на Исус Христос, а околу него од двете страни тројца пророци. Во втората зона, насликан во целосен раст, бил пророкот Езекиј, пророкот Илија, пророкот Елисеј, пророкот Данаел и пророкот Амос. На јужниот зид се наоѓала сцената на благовештението, сцената на архангелот Гавриил и сцената на Богородица, која сцена била разделена со олтарната апсида од сцената на Пресвета Тројца, раѓањето Христово, шретението и криштевањето и воскресението Лазарево. На јужниот зид, во медалиони од исток кон запад, се наоѓала сцената на светителите: Силвестар, Васий, Ахилий, Козма, Дамјан, Пантелеймон и на светителките Параскева и Марина. На крајниот западен дел од источниот зид се наоѓала сцената свети Игнатиј Богоносец со два лава, а десна од него свети Харалампије со чумата врзана од него. Во главната апсида насликана била композицијата Христос, жртва меѓу два ангели и светителот свети Јован Златоуст. На северната страна на апсидата се наоѓале композициите: Томиното неверство, влегувањето во Ерусалим, тајната вечера, молитвата Христова на Маслиновата гора, предавството Јудино, Петровото одрекнување и Христос пред судот. Во централниот дел на сводот, веднаш над иконостасот, се наоѓала сцената на недремливото око, додека пак на јужната страна на апсидата светителите: свети Роман, Григорий Богослов, сцената на старецот на деновите, окружен со небесни сили, во средината со светителката Евтимија. Во црквата нартексот од олтарот го одбојувал иконостас, украсен со резбани венци. Во средината, на јужниот дел на нартексот, се наоѓал владичкиот трон. Во сводниот дел на олтарот насликана била сцената на светите Тројца и приготвениот престол, околу кој лебделе ангели, шерафими и тетраморфи, а над престолот Мајката Божија заедно со малиот Христос. Во олтарот, во просторот на џаконикот, се наоѓала сцената со архиереите, свети Петар Александриски и Атанасиј. Во нишата од проскомидијата насликан бил еархиџаконот Стефан.
Целата површина на 8 столбови и 8 арки и површините на прозорците били украсени со разновидна орнаментика, со живи и светли бои, кои им давале исклучителна свежина и раскош. Со десната површина на арките била украсена со флорални мотиви и розети со жолти листови на црвена подлога, додека прозорците имале по 2 големи розети и при основата и при врвот, како и по 4 помали розети, по 2 на секоја страна, сите со сини липчиња на бела подлога. Всушност, целата внатрешност на црквата е насликана со рајска орнаментика и разновидни христијански представи. Соборниот храм во селото Пиперево целосно е разрушен за време на Првата светска војна, а денешниот архитектонски лик го добива во 1928 година. Соборната црква во селото Пиперево, чие го носи името на светиот великомаченик Свети Ѓорѓи, денес е и гробијанска црква. Во црковниот двор се наоѓа камбанаријата, која има квадратна основа, а во незиниот горен дел има по една монопора на секоја страна. Во црковниот двор се наоѓа уредно плато, од каде што водат патеки и приоди кон православниот храм, црквата Свети Великомаченик Ѓорѓи, кои така поставени формираат христијански религиозен символ во крстовидна форма. Платото е изведено во разнобојни цветни и аморфни елементи, кои го символизираат овоземниот животен простор, а по самите разнобојни цветни и аморфни елементи, кои го символизираат овоземниот животен простор, платото го добила името фонтана духовен цвет. Целото плато е изградено по принципот на слободни мозаични зафати, изведени во комбинација на бел цемент со разнобојни украсни керамички и гранитни плочки. Ниските вертикални елементи поставени на 4 агли од платото со својата архитектонско-содржинска изведба, спогатени со црковно-иконописни елементи, ја символизираат православната црковна традиција. Платото од 4 страни е затворено со праволинijски поставени гранитни плочки во земјен колорит, кои ја символизираат просторната ограничена човечка светост за безграничниот универзум. Кружните разлистени елементи поставени во 3 нивоа визуелно ја символизираат природната градба, формата на цветот. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Пиперево и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на утринската богослужба која се одржа во многовековното духовно светилиште, Соборната црква Свети Ѓорѓија, во чест на селската слава, меѓународот попазната како Ѓурѓовден, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Струмичкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, воедно и на традиционалниот пиперевски селски панаѓур. Почитувани мои, во продолжение на ова документарна репортажа, предлагам да ја проследите утринската богослужба која се одржа во многовековното духовно светилиште Соборната црква Свети Ѓорѓија во чест на селската слава, меѓународот попозната како Ѓурѓовден, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Струмичкото црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Благослови, Владико, благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа.
да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, за овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. За честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Светинството, свещено монашеството, свещено ѓаконското и целиот светинички клир, да го спомне Господ Богославството Твое, постојано сега и никогаш и во вечни векови. Амин. Градителите, благоукратителите, помагачите, посетителите на овој свет храм, да ги спомне Господ Богославството Твое, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. А преку овој наш голем денешен великоматиник Свети Ѓорѓија, кој исто така и патрон празник нова наша света црква, но исто и селска слава. Нека Господ Бог ве благослови со благодата, а и помолитите на Светиот великоматиник, Господ Бог да ни дарува добро здраве, духовно спасение, сега и секојаш и вечни векови. Амин. Помолиме на Господа. Господи, помилуј. Зашто си свет Божје наш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Син и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, И ниня и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуј
светите евангелие според Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Примете вечер ебани пеќам на болните и громет на мощери, Вертиковата стара, притиковата зашто од време на време во бајната стигваше ангел Господов и различуваше водата и кој пред ке влезеше пред различувањето на водата, оздравуваше од какви да било болест да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За вишен мир спасенајте душите на Господа. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, за благословство на сите Божи цркви, за среđување на сите на Господа. Господи, За овој помилуй. храм и за некои што со вера набожност и страх Божи влекуваат во него, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За високо преосвещениот митрополит наш Наум и за неговиот викарен епископ Јаков, за честното свещенство христијанство, за преподобното монашество и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благосветениот и Христови православен народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да се освети ова вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. За да се истина ова вода, силното дејство на предвечната Тројца, да се помоли на Господа. За да биде ова вода лековица за душите и телата и за изнуване секој непријателска силата на Господа. Да се испрати благодат и избаване благословена од данова, да се помоли на Господа. Господи, помилуй. Заштита на кој им треба од Бога помоќ и заштит на Господа. Господ Бог наш да не покаже синове наследници на Светото царство со пиенето прстедова вода. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помоли за пазење со Твојата благодат. Помножајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владица наша, без секој Дева Марија, за сите свети и самите себе, ден други целиот на живот на Христа, Бога да го предадеме. Зато Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклоним Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секој столетни векови. Спаси, Господи, води Твоја и благослови достојание Твое, обједи се православно христијаном нашим, нас противнија даруја и Твое сохраняја, крестом Твојем свидетелство. Спаси, Господи, води Твоја и благослови достојание Твое, победи се православно христијаном нашим, нас противнија даруја и Твое сохраняја, крестом Твојем. Божите најде на земја, да раѓам благоразлични плодови за наши крај нашата, кои тите момци на данас кои биле во Вавилон, крај реки со сима си ги почна посветено што биле во страт кранети. Ти саме себе цари, благослови ги, овие лебови, и освети ги. Освети ги они кои ги јадат од нив, зашто во Твоја слава и чест на свети великомачени Георгиова се пренесува, со своите чеда. Затоа тоа Божи но тоа го украсиле и го украсуваат во спомен на сите великомачени Георги. Да им се што простат за спасение и за нашите вечни блага. Помолите пред чисто лице наша пред секој Дева Марија, да сите великомачени Георги, че исто спомен го празнуваме за Твои свети. Зато Ти си кој благослови светој Божија на Тебе слава Ти усуваме, со безпочетно Твоето со пресветиот благ и што Твој Дух сега и секогаш и вечни векови. Амин. Во чест и слава на светиот великомачени Георги, за здраве и за спасение на силата Божи. Пасо, Сузана, Мите, Никола, Иле, Јованка, како? Роберт, Ирена со фамилијата, Ленче со фамилијата. Томне Господ го участвува, постојано сега и секој што вечни векови. Амин. Оде, станете. Тајде ќе помагате полиција. Држи го лепите сама. Се пренесува оваа бескрмна жртва во чест и слава
на светиот великомаченик Ѓорги за здраве и за спасението Божи. Мите, Ленка, Крсто, Васка, Мите, Пепа и Елена. Святи мучениците добре трата, се споваде и венчаше тя, молите всякога Господу, помиловати тя душа наша. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучениково образование, иде проповед Троица, едино чистая. Христос постерна, ей ќе видам. 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 Почитувани мои, предлагам да го проследите документарниот запис од традиционалниот пиперевски панаѓур во продолжение на оваа репортажа. Поздрав до сите, поздрав до организаторото, феноменално всичко. Јас сум од село Сарај, љубителен на таа штрапаријада што се вика и се како што треба. Како му е името? Маја, Што години има? мора си знаа. Ќе биди победник, ќе биди победник. Ајде. Ајде. Ајде си ортамо тебе. Ајде, оно. Ајде. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Пиперево, иако се уште во мене гореше желбата и натаму да бидам дел од ова многовековно православно христијанско празнување, но морав да се заминам затоа што ме чекаа и другите населени места во Слоничка околија, да се видам со мештаните од овие населени места, за да ми ги дораскажат недораскажаните приказни, што нив им ги раскажувале нивните дедовци баби, за историското битисување на нивните родни места, а сето тоа да биде преточено во нови документарни репортажи, да не останат покриени од правда на заборавот.